Крајно револтирани, но екзистенцијално исплашени жители на општина Карбинци денес повторно излегоа да протестираат против црбењето на песок од Брегалница, кое се случува во континуитет. Тврдат, за дозвола за уредување на речното корито се врши невиден грабеж на речниот песок. Значи немат право. Значи они си прателе од водостопанство. Човек пишува испратници, камионите само одат, врчат денеска, носат. Ако е 5 кубика камион, пишана испратниците или 7, 20 товарат, од 15-20. Значи може тоа нек се измере на лице место, но кеска работеа, значи но кеска работеа, багеро но кеска средуваат го песоко, но ќе работат само да се прекрие делото. Постојаното црпење на песок од речното корито, нивото на подземни води го спушта на критична точка, а земјоделското производство го прави невозможно. Подземните вода сите реката не ги повлече. Они наместо да дигат, они ја укопаа. Спас нема, во не е држава, светло го нема. Не знам што ќе биде. Ајдлуклук не виден. Единствено на вај млад народ. И вие ќе бегат. Среќа со оваа чумата пра. Ниједен немаше да остане. Водата беше на 11 метра. Едно време пред мои 40 години добри, имаме вода бунари. Со чашка ќе се наведнеш, ќе црпнеш вода. Сега нема, замиваме цевки. Јас пред 2 месеца нави цевка на 20 метра дома, у двора. Ако продолжи вода ќе нема уопште. Вај народ, во младо дете, утре каде ќе живее? Од што ќе живее? Имаме проблем, не може да поставиме помпи, не може да поставиме агрегат за водење. 10 метра веќе спадна Брегалница. Копа го и не бите не ги оштетува, веќе бута го водогот. И никој не воде ред. Помош овдешните жители неколку пати побарале од сите надлежни институции, од водостопанство до министерство. Ние неколку пати протестираме и излеваме, нас уопште никој не игра, ние како да не постоеме. Они копат да ја санират реката, да ја направат за уредување. Дојде инспекторот и вика да се среде реката, да среде коритото, песокот да го тука кубицират и после да го носат. Они ќе дојдат ќе измерат. Овие само продават и носат. Претходната ден и на некоја друга фирма носат други 4 камиона, знаеш колку песока. Они се збогатуваат, тие 2-3 фамилии уништуваат цела општина. Цела општина уништуваат, тоа е срамота. Денес во име на сите засегнати земјоделци од Карбинскиот регион, помош и реакција од надлежните побара и градоначалникот на Карбинци. Како локална самоуправа во овој дел немаме ингеренции, нашите ингеренции се да ги известиме надлежните институции кои што се засегнати. Еве да искористам еден апел и најенергично ги повикувам да го решат овој проблем, доколку има прекршување на законската регулатива, значи време е веќе и да се санкционира со санкции без разлика од која страна доаѓа прекршувањето на закон. Ако во најкраток може рок проблемот со црпењето на песокот не се реши, овдешните жители најавуваат и радикални мерки. Значи ние не се тргаме, значи изјавуваме, ние селаните, додека не дојде инспекторат, значи да се најде јавен обвинител, министерот до сите апел праќаме. Значи не треба, ние не се тргаме од тука. Значи мора да се реши овај случај. Значи ние не излеваме, не дозволуваме да улеват камиони да излеват. Значи пато го блокираме од тука, ако треба со месеци ќе стоеме, ќе ставиме ние дежурна екипа. Значи имаме право, ние сме народо е со нас, цело село, имаме околу 250 потписи собрано. Од друга страна, фирмата која работи во коритото на Брегалница, според надлежните, ги имала сите потребни документи и од нејна страна има поднесено пријава до полицијата за жители од Карбинци кои ги обвинува за попречување во работата. Од полицијата за ТВ Стар информираа дека постапуваат по однос на пријавата, но повеќе детали не соопштија. Во меѓувреме, реакција пристигна од Министерството за земјоделство. Ќе побарам од Државниот инспекторат за животна средина и јавно ги повикам да излезат на терен. Самите земјоделци ја имаат мојата поддршка, доколку има потреба ќе бидам во директна комуникација, ќе се излезе на терен и секако директни надлежни за ова е инспекторатот, каде што директорот го повикувам или надлежниот инспектор да излезе на терен веднаш да се установи, а моето присуство и онака со постојаното присуство на терен и за запознавање на проблемите и понатаму останува отворено